Граѓаните се гневни поради најавите на управата за јавни приходи дека ќе врши детален увид во банкарските сметки на луѓето кои досега беа банкарска тајна. По негативните реакции во јавноста се огласи и опозицијската ВМРО ДПМН, која обвинува дека УЈП директно ќе се меша во приватноста на граѓаните. Според партијата, СРСМ на овој начин ја стимулира сивата економија, а наместо прилив ќе има одлив на капитал. Дали со удирањето по приватноста се сака да се добијат информации кои што подоцна ќе се искористат за политички малверзации и рекет врз одредени луѓе и фирми. Сите овие податоци кои до сега беа банкарска тајна ќе може да ги гледа било кој и да стигнат до било кого. Со ово укинување на приватноста на сметките на граѓаните, тие стануваат потенцијална мета на разни уцени, закани и останати криминогени дејанија на одредени структури, кои после овој закон многу лесно ќе може да стигнат до податоците за тоа кое семејство колку пари има и колку поседува. Според премиерот Заев, УЈП ќе имала увид само за државата да си ги наплатила даноците. Наводно, УЈП ќе немала увид во трошењето на парите, туку само во приливите. Вели дека кај оние што имале најголеми приходи, наплатата на даноците била најмала. Граѓаните се најмногу исплашени дека УЈП ќе почне да ги оданочува парите што нивните семејства им ги праќаат од странство. Овие средства не се малку. Само лани изнесувале околу 1,5 милијарда евра. И тоа е најчесто таму присутна каде што има и најмногу приход. Најпобогатиот слој на населението во Република Македонија. Конечно, создадовме систем, ја подготвивме државата и управа за јавни приходи, преку поврзувањето со банкарскиот сектор, да има увид во приходите кои што се цел на оданочување страна на државата. УЈП ќе почне електронски да ги следи банкарските сметки откако законот за банки ќе претрпи измени. И додека премиерот објаснува дека ова било пракса во многу земји, од Македонската банкарска асоциација велат дека со увидот се навлегува во приватноста на граѓаните, нема заштита на личните податоци и се губи банкарската тајна.